на денешен ден, 17 јуни. Илјада 397 година. Данската кралица Маргарета I ги обедини под данската круна Данска, Шведска и Норвешка. 1696 година. Умре полскиот војсководец и крал Јан Собиески, кој во текот на владењето од 1674 година до неговата смрт го оневозможи подлабокиот пробив на турците во Европа. Во текот на втората опсада на Виена во 1683 година, војската под негова команда ги порази турците и го ослободи градот од опсадата. 1818 година. Во Париз е роден Шарл Гуно, француски композитор кој заедно со Санс е главен представник на класичниот правец на француската музика во 19 век. Напиша 200 соло песни, пишуваше црковна музика и ораториуми. Меѓутоа, најзначајни се неговите опери Ромео и Јулија, Фауст, Миреј со Сила лекар, како и обработката на Баховиот прв клавирски концерт. Умре на 18 октомври 1893 година. 1867 година. Англискиот хирург Джозеф Листер во една од болниците во Глазгов ја изврши првата хируршка интервенција во историјата на медицината под антисептички услови, оперирајќи ја својата сестра Изабела. 1944 година. Основана е Република Ирска, со што заврши унијата меѓу оваа островска земја и Данска. 1967 година. Владата на Народна Република Кина објави дека изврши прва експлозија на атомска бомба. 1971 година. Соединетите Американски држави и Јапонија потпишаа спогодба, со која островот Окинава и е вратен на Јапонија. 1986 година. Во Скопје умре Ристо Шишков, македонски театарски, филмски и телевизиски артист. Освен на театарската сцена, играше и во 20 македонски играни филмови: Републиката во пламен, Црно семе, Жет и Истрел. Роден е во селото Мрсна, кај Серс, Егејска Македонија, на 23 март 1940 година. 1990 година. Во Скопје е основана ВМРО Демократска партија за македонско национално единство. За председател е избран Љупчо Ѓоргиевски. Регистрирана е на 3 август 1990 година. 1992 година. Во Охрид умре Стеван Гајдов, македонски композитор и музички педагог, еден од најстарите организатори на музичкиот живот во Македонија во 1945 година. Како композитор посебно е познат по обработката и стилизацијата на народните песни Леле Јано, Гора и Јунак, Петлите пеат и многу други. Автор е на 15 на учебници за основно и средно училиште. Роден е во Велес на 26 мај 1905 година. 2001 година. На парламентарните избори во Бугарија победи партијата на поранешниот бугарски цар Симеон II. Партијата ја основа само 2 месеци пред изборите. 2007 година. Пуштен е во работа дотогаш најголемиот железнички копнен тунел во светот, што поминува на Швајцарија и ги поврзува северните и јужните делови на Европа. Тунелот е долг 34,6 километри. Дотогаш најголем копнен тунел во светот беше Хакода во Јапонија, долг 26,5 километри.